Здраво на сите, јас сум читачот и во ова видео од соработката со ЕУ за култура ќе зборувам за една европска литература која што мене лично ми е мощна драга и сметам дека е многу специфична и интересна, а тоа е чешката литература. Секако, општо земено, литературата ги надминува границите и епохите и не можеме да ја сведеме само на литература што се творела и создавала во рамките на еден народ, на една група луѓе, на едно поднебје или во една епоха. Меѓутоа, од друга страна, може да зборуваме за некако видна национална литература која што го одразува културниот код, колективното сеќавање, традицијата, менталитетот на одреден народ кој што живеел во одредена епоха и на одредено место. Секако во творењето во создавањето на корпусот на литература на еден народ не учествуваат само автори кои што се по националност припадници на тој народ, например како што е примерот и со Франц Кафка, кој што е чешки евреин, живее во Прага и може да го сметаме за чешки автор, од друга страна пишува на германски, или Милан Кундера кој што е исто така чешки автор, меѓутоа емигрира во одреден момент во Франција и подоцна пишува твори на француски јазик и се смета себе си подоцна за француски автор. Да се зборува општо за чешката литература е преголем потфат и затоа решив да се фокусирам на тројца автори, сите од 20-тиот автори од 20-тиот век, од кои едниот е се уште жив и твори во 21-виот век, што мислам дека се одлични представници и веројатно едни од најдобрите во чешката литература. А тоа се Карел Чапек, Милан Кундера и Бохумил Храбал. Може да се прашате зошто Франц Кафка не го вклучувам во овој избор, меѓутоа би рекол Франц Кафка е речиси категорија сама за себе и толку многу е пишувано и зборувано за Кафка, што мислам дека нема да биде проблем да го оставиме сега настрана. Една можна подолба на чешката литература во 20-тиот век особено е да се подели на два периоди, со тоа што едниот би било од почетокот на 20-тиот век, некаде до завршувањето на Втората светска војна, и тука најголеми три имиња се дефинитивно Карел Чапек, за кој што ќе кажам неколку збора, Франц Кафка и Јарослав Хашек. Се мислев дали Хашек да го вклучам во овој избор, тој е многу важен чешки писател. Ќе спомнам само дека неговото дело, хумористично, сатиристично дело, Добриот војник Швејк, во кој што се зборува за еден војник во австро-унгарската авантурите на еден човек во склоп на австро-унгарската војска, е најпреведуваното, се смета за најпреведувано чешко дело на сите времиња. Втората фаза за која што може да зборуваме во 20-тиот век е некаде од по завршувањето на Втората светска војна до некаде 1989-90 година, кога се распаѓа тој источен блок, Чехословачка се демократизира и подоцна од неа настануваат две независни земји, Чешка и Словачка. Тоа е период тешка цензура од државата, значи има огромна контрола врз тоа кој твори, што се твори. Нормално имало бројни автори кои што си твореле во склоп на тој соцреализам и се вклопувале во таа комунистичка идеологија и немале проблем, меѓутоа многу други автори им било забранувано да творат, се правеле илегално, сами изданија биле, се циркулирале, некои од нив излегувале надвор од државата, завршувале тие ракописи и во тоа време, дури и после Прашката пролет, еден период во 68 година, кога доаѓа до едни немири, доаѓа до Варшавскиот пакт, силите на Варшавскиот пакт влегуваат во Прага, со тенкови и така натаму. Меѓутоа, многу интересен феномен е што литературата, писателите играле огромна улога во тој повик за културна демократизација и биле многу важен фактор и затоа и биле многу од нив и забранувани и така натаму. Некои од нив и по Прашката пролет ќе емигрираат, како што се Милан Кундера, Јозеф Шкворецки, значи многу големи имиња ќе заминат од Чехословачка. Првиот писател за кој што би сакал да кажам неколку збора е Карел Чапек, еден уникатен писател кој што многу го сакам, многу интелигентен, многу остар, многу софистициран писател. Пишува неговиот најплоден творечки период е некаде меѓу 1918 и 1938 година. Пишува романи, драми, кратки раскази, патеписи, книги за деца, што и не. Во раната фаза и соработува заедно пишува некои од неговите дела со неговиот брат, кој што бил исто така и писател и сликар. Кај него
затоа што и самиот бил образован како филозоф, има многу филозофски теми, многу филозофски прашања во неговото творештво, се занимава со потрага по вистински приказ на реалноста каква што ја доживуваме. И кај него може да, и она што е интересно е што бил и антикомунист, бил и антифашист, и Гестапо, нели, го пред да влезат во Прага го имале одбележено како државен непријател број 2, меѓутоа кога ќе дојдат тие воопшто не се свесни дека тој е веќе умрен и залудна е нивната потрага по него да го фатат и да го уапсат. Има неколку фази што може да ги разликуваме кај Карел Чапек во неговото творештво. Првата фаза е специфична за него, е каде што пишува во жанрот на научната фантастика, иако би можело да кажеме дека тој е всушност и основоположникот и пионерот на научната фантастика. Зборува најпознато негово дело во таа фаза е драмата Рур, во која што се зборува за вештачки создадени суштества кои што се стекнуваат со интелигенција и подоцна преземаат контрола. Всушност тоа се така наречени роботи, и на Карел Чапек му се припишува дека прв го употребува овој збор робот со помош, нормално, тој вели дека брат му Јозеф му го сугерирал тој збор. Друг негов роман, всушност роман кој што е негов можеби најпознат роман, кој што влегува во овој жанр, тоа е Војна со дождалците. Тука е слична тематика, меѓутоа станува збор за живи суштества кои што живеат некаде во океанот и кои исто така ќе се стекнат со интелигенција и ќе видите што се случува подоцна. Така што, пишувајќи ги овие дела, тој се занимава со прашања како што се масовното производство, со нуклеарното оружје, со контролата на вештачката интелигенција, со социјалните катастрофи, катастрофите што можат да го стигнат човештвото. И тука тоа се едни сериозни филозофски прашања кои што него го занимаат, и како што кажав, тој бил антитоталитарист, антикомунист, антифашист, така натаму, и го интересираат овие теми. Една друга фаза од неговото творештво е една трилогија на романи, од кои првиот се вика Хордубал, и видов дека му го има на македонски, значи инаку и Рур, и Војна со дождалците, и Хордубал можете да ги најдете, да ги читате на македонски јазик, а тоа е важно. Меѓутоа, веројатно, дел од творештвото на Карел Чапек што мене најмногу ми се допаѓа се неговите кратки раскази. Има две негови најпознати збирки раскази, едната е Раскази од едниот џеп, а другата е Раскази од другиот џеп. И таа Раскази од другиот џеп ја имаше во едно многу убаво издание на Темплум, кој што не знам каде ми е во моментов. Меѓутоа, имаме една друга компилација од негови збирка, од негови раскази, кој што од најдоброто од него го има во ова издание на Звездите на светската книжевност. Расказите негови се многу уникатни, на површината се детективски раскази, меѓутоа се многу полни со хумор, со филозофски прашања. И тој вели, всушност, ќе ви цитирам што вели Чапек за неговите раскази. Тој вели, тие представуваат различни патишта кои водат кон осознавање на вистината. А на крајот на Раскази од другиот џеп, еве што пишува за неговите раскази. Тој вели, пишува во книгата Раскази од другиот џеп, Чапек ја воздигнува детективската приказна и сличните форми на овој жанр на едно сосема ново ниво, вкајувајќи ги необичните, кратки и моćни психолошки истражувања на секојдневните луѓе кои се фатени во невообичаени, невозможни околности. Низ овие интензивни, но духовити раскази, Чапек брилијантно и лесно не води низ филозофските сфери на човечката екзистенција, истражувајќи ја природата на злосторството и правдата, па дури и самиот концепт на вистината. Во овие раскази тој ни покажува дека е мајстор за заплети и создавање атмосфера, но и во нив тој ги деконструира сите предпоставки врз кои што обично се градат детективските приказни, преку и преиспитување на основите на кои почиваат истите, како и преку испитување на моралната исправност на човечкото расудување. И за крај за Чапек, еве што вели Артур Милер за Карел Чапек. Нема автор сличен на него. Профетско убедување измешано со надреалистички хумор и тешка социјална сатира. Уникатна комбинација. Тоа е радот за читање. Согласувам со Милер и сметам дека Карел Чапек е навистина радот за читање. Има што да се чита од Карел Чапек во превод на македонски, така што да не должам многу за него, се што треба да направите е да го земете и да го читате.
Вториот писател за кој што би сакал да кажам неколку збора е Милан Кундера, писател кој што е се уште жив и кој што веројатно е најпознатиот, најчитаниот и најпреведуваниот чешки писател во моментов. Во 1975 година емигрира во Франција, подоцна на почетокот на 90-тите години почнува да пишува на француски, се смета себе си за француски автор, или добива во меѓувреме државјанство. Милан Кундера го привлекува вниманието со неговиот прв роман од 1967 година, наречен Шега, во кој што го сатиризира тоталитаризмот од тоа време, меѓутоа го привлекува вниманието и на партијата и подоцна ќе бидат забранувани неговите дела и си го навлекува нивниот гнев на некој начин. И кај него може се препознаат две фази, а тоа е фазата во која што твори на чешки прво и подоцна кога почнува од 90-тите некаде да твори на француски. И би рекол дека од романот Шега од 67 до пишувањето на неговиот најпознат роман, а тоа е овој роман Неподносливата леснотија на постоењето во 1984 година, според кој е и снимен и филм, се занимава едноставно со критика на системот, со политички теми, со критика на тоталитаризмот и така натаму. Значи, тоа е период, меѓутоа по неподносливата, по овој роман, по неподносливата леснотија на постоењето, едноставно ги напушта на некој начин тие теми и се занимава повеќе со некои општи филозофски теми. Милан Кундера е поразличен писател и од Бохумил Храбал и од Карел Чапек, е би рекол посовремен писател, се занимава со поинакви теми кои што се повторуваат кај него и на некој начин се надоградуваат, како има не е тоа филозофски систем, меѓутоа е филозофски идеи кои што се повторуваат кај него, да речеме како идентитетот, екзилот, вечното повторување на времето, некој концепт кој што го има позајмено од Фридрих Ниче. Исто така се занимава и со еротизмот како подкопување, нели, исмевање на тоталитаризмот и како нешто што преку кое што се манифестира човечката слобода, нели, во тоа време како контратежа на таа контрола на системот. И по тие идеолошки политички ангажирани романи почнува да се занимава едноставно со смета дека нема место во романот за идеологија и романот е како форма, антиидеолошка форма и еве што вели тој на едно место за во однос на тоа. Нели тој одбива идеологијата во романот и вели во едно интервју: романот е длабоко антиидеолошка уметност, бидејќи идеологијата секогаш представува само една точка на гледиште на една вистина и е представена како илустрација на таа вистина. Романот одбива да се подчини на која било идеологија на нашето време. Одбива да учествува во идеолошките поедноставувања, по групе и по очигледен, а тоа не е неутралност, туку предизвик. Бидејќи романот на тој начин го доведува во прашање установениот поредок на вредностите, установената интерпретација на нормалното, интерпретација на системот и готовите идеи. Затоа, повторувам, вели Кундера, романот е антиидеолошка уметност, па и на нашиот стравично идеологизиран свет му е потребен како леп. Речиси сите дела на Кундера може да се читаат на македонски, ги имаше во издание на Табернакул, многу од неговите дела сега во издание на Арсламина имат цел комплет, речиси се е комплетирано, што ни е достапно во превод од Кундера, значи може да го читате. Сепак ако издвојам, ако кај Чапек ги издвоив неговите раскази како нешто што мене ми се допаѓа, ако треба да издвојам кај Кундера, иако имам прочитано неколку негови романи, кои немам прочитано целиот Кундера, би го издвоил токму романот Шега, во кој што една несмесен коментар, една реченица напишана во едно писмо, ќе дојде до рацете на цензурата. Еден човек кој што во неговите студентски денови ќе си направи проблеми, ќе биде отстранет од партијата, ќе биде исфрлен од факултетот и подоцна го гледаме како се обидува на некој начин да му се одмазди на еден многу суптилен начин на оној кој што бил вклучен во неговото исклучување од партијата и така натаму, ќе биде вмешан во склоп на околности за да на крај едноставно заврши со осуетување и прифаќање на работите такви какви што се. Меѓутоа, Шега вреди да се прочита тој роман, а и може да почнете од било каде со Кундера, може да почнете со овој негов најпознат роман, нема да сгрешите од каде и да почнете.
И за крај неколку збора за третиот од овие чешки писатели, а тоа е Бохумил Храбал, еден необичен, игрив, уникатен писател кој што е тешко да се спореди со било кој друг писател и да кажете Храбал е копија на тој и тој. Во Чешка е многу читан за време на режимот, во одредени периоди е забрануван, значи ги издавал сам издат неговите издания или седнати во кафеана, во пабот им ги читал работите што ги пишувал на неговите пријатели, отцрпел од реалниот живот секакви необични приказни кои што ги подоцна ги вметнувал во неговите дела. Мислам дека во светот се повеќе се откриваат неговите дела и се повеќе се преведувани. На македонски има неколку дела кои што негови кои што може да се читаат. Значи ќе него преовладуваат необични ликови кои што влегуваат, едноставно не се плашат од животот, секакви ликови кои што влегуваат во коштат со животот и преку едноставно хумор, преку хумористични ситуации, едноставно преку трагикомични ситуации. Храбал е мајстор за тоа да земе и болни теми и најболните теми од животот и да ги стави во контекст и на комични карактери кои што прават на сосема поинаков начин, дури и таа трагичност да ја доживееме на животот, да ја доживееме на сосема поинаков начин, да стигне до нашето срце и до нашиот ум на заобиколен начин, на мајсторско користење на хуморот, некогаш и на гротескното, на абсурдот. Има неколку познати негови дела кои што на македонски може да се чита Го имам служено англискиот крал, тоа е за еден човек кој што работи во хотел на разни места и го следи неговиот живот. Урнебесна приказна и која што е исто така има филм снимено според тоа дело. Некои од романите, некои од делата се инспирирани од реалниот живот или од работите кои што самиот Храбал ги работел како работно место, да речеме, работел како свртничар на железничка станица, подоцна тоа го вметнува во строго контролирани возови или работел како во место за рециклирање на хартија и таму зборува во прегласна самотност. Не знам дали го има тој роман на македонски, зборува за еден човек од тоа ќе направи цела библиотека и самиот работел на таква работна позиција. И би рекол, ако треба да изберам едно дело што го има на македонски од Бохумил Храбал, тоа е Строго контролирани возови. Ова дело е една новела од некои 70 на страници. Исто така во 66 година е снимен филм според оваа книга и го добива Оскарот за најдобар странски филм. Значи зборува за младич по име Милош Хрма кој што работи како свртничар во една железничка станица за време на Втората светска војна. И во неколку кратки сцени го откриваме неговиот живот, неговите несигурности, неговите стравови, неговото желба за спознавање на сексуалноста, за оно што го обкружува. И ова е едно гениално дело кој што мислам дека треба да се прочита од Бохумил Храбал, Строго контролирани возови. Значи тоа беше накратко за овие тројца чешки автори, писатели кои што сметам дека одлично представуваат чешката литература и го представуваат најдоброто во таа литература. Ви ги топла препорака од мене од кои автори да почнете, од кој дело нивно да почнете, нема да сгрешите. Ве поздравувам и се гледаме со наредното видео. Чао!